И за самиот крај, вообичаено, знаете, веќе петок резервиран за гостин доктор од Аџибаде Систина. Денес ќе се обидеме малку да ја демистифицираме, да ја доближиме професијата анестезиолог, а во тоа ќе ни помогне секако нашата гостинка. Станува збор за примариус доктор Бети Костадиновска-Јордановска, анестезиолог на оделот кардиохирургија во Систина и воднаш и шеф на анестезија, така? Да. Добро ви утро, докторке. Добро утро. Ке се обидеме сега да ја доближиме до сите. Знаеме што работи анестезиологот, но особено што е значајно, зошто е толку значајна таа улога, таа алка во тој тим. Ајде да се самиот почеток, колку можете, дали може да не ја опишете улогата што имате вие во еден тим на кардиохирургија? Па, улогата на анестезиологот во тимот на кардиохирургија е многу битна. Значи, да кажам, една од најбитните, карајќи во работењето на оделот кардиохирургија. Пред се, кај нас, значи, за анестезиолог, да кажеме, сега во последниве неколку години се повеќе, значи, доаѓа до израз заради тоа што луѓето, благодарение на социјалните мрежи, повеќе и читаат и осознаваат што значи анестезија, анестезиолог, работата на анестезиологот. Така да доаѓаат веќе подготвени, значи, кај нас. Нашата работа е во тека една припрема на самиот пациент уште пред да биде самата кардиохируршка операција, односно анестезиологот е битен во предоперативната подготовка, значи, на пациентот, со тоа што се првата средба каде што се прави една, да кажам, проценка за тоа со каков тип на пациент, за каков тип на операција доаѓа, значи, кај нас и понатаму за се друго што треба, ако треба, значи, се подготвува неколку дена, значи го подготвуваме пациентот за оперативен третман. Во тек на самата операција, значи, анестезиологот е одговорен за една сигурност и безбедност на пациентот, односно обезбедување на една балансирана анестезија. Што значи тоа? Да пациентот во текот на самата кардиохируршка операција биде заспан, релаксиран, седиран и да биде нормално безбеден во текот на целиот оперативен тек, за да може да се олесни и работата на кардиохирургот и на останатиот тим, а исто така и на нас. Работата на анестезиологот не завршува, значи, тука, меѓутоа со самото завршување на кардиохируршката операција, бидејќи нашата улога како анестезиолози на кардиохирургија е грижа на пациентите во постоперативниот период, односно за време на нивниот престој во интензивна нега, каде што подбудно око се следи состојбата на пациентот, исто така и понатаму, значи, следење на пациентите и во периодот кога, значи, преминуваат од оделот за интензивна нега на оделот кардиохирургија се до нивното отпуштање од оделот кардиохирургија дома. Што значи погрешна е она наша перцепција дека вашиот дел е во салата завршува таму, напротив, од првиот момент, од самиот прием на пациентот, па се до самиот крај. Се до одење на пациентот од дома. Па и понатаму и после тоа, значи, ние сме тука 24/7 за нашите пациенти, значи, со телефонските броеви, каде што они во секој момент, во секое време, доколку имаат проблем, може да се јават, бидејќи сепак и ние и дежураме, и во тек на нашите дежурства, секогаш сме достапни за нашите пациенти. Што треба еден анестезиолог да поседува, кои вештини или тренинзи за да биде успешен анестезиолог, да биде дел од еден тим на кардиохирургија? Во склоп како анестезиолог, значи, ние сите завршуваме исто како и хирурзите, нели, специјализација анестезиологија, се стекнуваме со звање анестезиолог, со специјалист анестезиолог, и исто така и реаниматолог и специјалист за интензивно лекување. Меѓутоа, за да бидеш дел од тимот на кардиохирургија, треба, значи, да имаме една помината обука во која што главен акцент ќе се освери на кардиоваскуларната анестезија, односно ние во мали прсти
треба да ја знаеме анатомијата, физиологијата на кардиоваскуларниот систем, бидејќи ни е многу битно да ние знаеме, значи како самиот систем кој што ни е битен реагира на самиот тип на анестезија кој што ние го даваме. Од друга страна, секој анестезиолог во мали прсти ја знае фармакологијата на сите лекови. Односно, нас ни е многу битно не само секој ефект на лекот, меѓутоа да се знаат и несаканите ефекти на лековите, интеракцијата кој што ја дават со другите лекови кои што се применуваат. Од друга страна, анестезиологот, на кардиохирургија е многу битно и треба да познава многу вештини со напреднатата технологија кој што се користи. Користиме многу мониторинг системи за следење на виталните параметри, така да сето тоа ни е плюс дополнително кој што го знаеме. И она што е најбитно, анестезиологот има таква вештина да треба брзо и ургентно да реагира и да се справи со секоја непредвидена ситуација и ургентна ситуација која што може да се случи во тек на оперативниот третман. Дали, смеам вака лаички да заклучам дека не секој анестезиолог може да работи во тим на кардиохирургија и дека тоа е на некој начин врв? Па можам да кажам дека кардиоанестезија е еден вид круна на анестезијата. Круна, уште посоодветно од врв, посоодветно кажано, бидејќи ние во тек на специјализацијата ги обавуваме сите типови на анестезија, поминуваме на сите одели, но оделот и кардиоанестезија останува каде што треба посебна обука заради тоа што нашите операции се малку поспецифични и не може секој анестезиолог да го работи тоа. Се учи, затоа има и обука. Така да, ние сме, сите поминати на обука, одличен тип на анестезиолози, 6 скупно на кардиохирургија, кој што го работиме дел од само кардиохирургија, бидејќи е доста специфична како работа. Ме интересира за време на самата операција. Што се ви минува низ глава, односно како размислувате, како да донесувате одлука во кој момент да се даде анестезија и која доза да се даде? За да може кога се работи за елективен тип на оперативен програм, планирана операција, секој анестезиолог си прави план. За тоа, кај нас се користи општата анестезија, бидејќи се операции кои што се специфични и траат подолго време, така да во околу изборот на тоа, кој тип на анестетици ќе се користат, релаксанти, аналгетици, поаѓаме од уште предоперативната подготовка на пациентот. Ги црпиме сите информации од предоперативниот преглед, во кој што ние осознаваме медицинската историја на самиот пациент, кој тип на болести пропратни ги има, дали поседува, кои лекови ги користи, има некој тип на анестезија. Нормално, во предоперативната подготовка имаме кардиолошки преглед на пациентот, со кој што ние сето тоа гледаме, со каков тип на ежекциона фракција на срцето, колку ни е пумпната сила на срцето, колку пропратни болести има самиот пациент, за да сето тоа ни овозможи ние да ја испланираме типот на анестезија кој што би ја примениле, кој што секако ќе биде безбедна на самиот пациент. Исто така не само тоа, него и дозата на лековите кои што ги применуваме, секогаш поаѓаме од медицинската историја, функцијата на срцето, на типот на операција и нормално телесната тежина на самиот пациент. Се е тоа за да биде пациентот безбеден и сигурен во тек на самата кардиохируршка операција. Воопшто не делува едноставно, напротив. Каков мониторинг е неопходен за сите ова да протече безпрекорно? Па, ние користиме доста обсежен мониторинг, она што е битна улога на анестезиологот, заедно со анестетичарот во тек на кардиохируршкиот процес, е да се следат цело време виталните параметри. Тоа е будно око, ја што велам, анестезиологот има 4 очи. На сите страни, секој поглед, се гледаат, мониторираат виталните знаци, така да најбитно ни е да го следиме отчукувањето на срцето. Колкава е концентрацијата
концентрацијата на кислород во крвта, сето колкав ни е крвниот притисок. Така да за тоа, значи како што кажав и претходно, имаме значи обука за користење и на мониторинг системите во кои што ние ги применуваме од ЕКГ мониторингот, пулсоксиметријата, имаме неинвазивно инвазивно мерење на крвниот притисок на пациентот. Така да многу значи параметри се користат и се следат витални знаци за цело време во тек на оперативниот процес. Го споменавте притисокот. Како еден анестезиолог управува со притисокот, така се викате, управувате со притисокот? Многу битно, значи со притисокот управуваме од сам влез на самиот пациент, кога пациентите пробуваме нели прво да ги релаксираме, односно они ни се веќе премедицирани уште вечерта пред операција, на утрото на самиот ден, значи на оперативниот програм и во самата значи тек на операција користиме безброј лекови. Значи пациентот прво ние го заспиваме, многу е битно типот на анестезија, односно да се одбере адекватна длабочина на анестезијата, да пациентот биде релаксиран, седиран и добро аналгезиран, за да имаме ние адекватен притисок во тек на целиот тек. Од друга страна, може да манипулираме исто така и со внесот на течности, за да може да го контролираме и постојат и други исто така многобројни процедури со кои што би обезбедиле значи една стабилност на пациент во текот на целиот процес. Мораме сега малку да дзирнеме и во на неубавата страна. Кои се можните компликации? За жал, во текот, како и на секој оперативен програм, па и кај нас во тек на кардиохирушката операција, можни се компликации. Меѓутоа, затоа сме ние тука. Значи, некогаш анестезиологот, ако нели не велат, анестезиолозите се тие кои што се невидливи, меѓутоа во одредени ситуации, значи треба брзо и итно да се реагира, дури во моменти стануваме како еден вид лидери на самиот тим во одредена, значи ургентна ситуација, поаѓајќи од тоа да ние во тек на самата значи операција можеме да се стекнеме со пообилно крвавење кај пациентот, со ритам промени, значи на кои што па да кажам некогаш имаме и кардијак арест, значи фибрилации, кои што сето тоа значи треба навремено, брзо и адекватно значи да се реагира за да може нели пациентот да биде стабилен. Споменавме уште од самиот почеток дека вие сепак работите како дел од тим. Колку е сега важна или клучна соработката помеѓу сите членови од тимот? Многу. Мислам, ако не постои, затоа велам, тимска работа, значи пред се, значи прв и клучен фактор на нашиот оддел, кардиохирушкиот тим, заради тоа што доколку тоа не постои, не може да тече значи процесот значи на операција од сам прием оперативниот и постоперативниот период. Така да во тек на периоперативниот период значи имаме многу тесна соработка заедно со кардиохирургот, исто така да не ги заборувам како многу битна и клучна карика во целиот процес се перфузионистите, кои што се значи еден од тие се главни во кои што го водат самиот пациент за време на оној специфичен процес при операција на отворено срце, кога срцето застанува, кога целата крв значи поминува низ една посебна машина која се вика екстракорпорална циркулација, кои што ни се они многу битни, така да со ова значи многу тесна соработка кардиохирург, перфузионист, останатиот персонал од значи нашите многу битни медицински сестри, анестетичари, помошниот персонал, сето тоа е битно за во одредени моменти кога треба прво нормално све да тече и навремено да се реагира доколку имаме значи нека одредена непредвидена ситуација. Вие сте згора на сето ова, вие сте уште и шеф на анестезија, тоа уште дополнителен предизвик, така е? Дополнителен предизвик, меѓутоа еве толку години, веќе 13-та година, мислам, сум на одделот кардиохирургија и чест ми е, мислам, да работам, така да имаме одличен, како што кажав, тим, одлична соработка меѓу себе и меѓу колегите, пред се тимска работа. Освен вашата соработка, секако неопходна е она соработка со комуникација со пациентот. Како ја остварувате? Претпоставувам малку и психолошки треба да делувате врз нив. Што совети тие добиваат од еден анестезиолог?
многу совети, прво заради тоа што самите пациенти кога ќе дојдат се значи премногу да кажам исплашени, како ќе тече на први прашање, нели кога ќе се представите вие како анестезиолог при првата средба на пациентот, односно при неговиот прием, значи на нашиот оддел е дали ќе се разбудам, од анестезија, дали ќе чувствувам болка, можеби нели дали ќе слушам, нели што све може да ми се случи. Уплашени се? Уплашени повеќето и нормално е тоа, секој од нас да кажем и ние исто како лекари би го имале тоа чувство на исплашеност, меѓутоа затоа е анестезиологот. Јас тоа викам, тоа е доброчудноста на анестезиолог да го смири, да го релаксира. Убавиот разговор, убавиот кажан збор е секако најдоминантна карика во сето тоа за да може пациентот да стекне пред се доверба. Не само во анестезиологот, него и во останатиот дел од тимот на кардиохирургија. Сето тоа кај нас одлично, перфектно, значи безпрекорно функционира. Јас би ги советувала сите пациенти да не се плашат, значи доколку имаат проблем, пред се прво да се јават на консултација кај нас, доколку имаат реален проблем. Значи безусловно да прашуваат за се што ги интересира. Кој е добробит, што ќе добијат, која е користа значи од самата операција, што ќе се случи доколку одлучат дека не сакаат во моментот да се оперираат. Значи тоа е многу битно, да не се срамат, нели да ги потиснуваат работите кои што не ги знаат, а сакаат да ги знаат, бидејќи секи им биде овозможено за да они нели пред се овозможат да имаат доверба во тек на целиот престој, значи кај нас на нашиот оддел. Многу е битно самите пациенти да не ги кријат работите кои што значи ги имаат. Болести од кои што боледувале, кои што значи алергии кои што ги имаат, лекови кои што ги пијат, наследни болести доколку да имаат сите информации. Многу е битно да секој значи пациент си каже све искрено за да може значи ние да не се доведеме да имаме некои непредвидени ситуации во тек нели на процесот кој што следи понатаму. Споменавте уште на самиот почеток дека останувате до самиот крај со пациентот. Каква е таа постоперативна нега што анестезиологот ја нуди? Точно. Значи, она што пациентите кај нас го знаат, им кажувам уште нели пред кардиохируршката операција, дека пациентите не се будат кај нас во самата операциона сала. Значи, како велиме, да имамте убав сон и се гледаме во одделот за интензивно лекување. Значи, улогата на анестезиологот во делот постоперативно е пред се во интензивна нега. Значи, како што кажа, во тек на и на периоперативниот процес и постоперативно продолжува неговата важна улога да се следат виталните знаци на пациентот. Значи, следење на срцевото отчукување, мониторирање на хемодинамските параметри, крвниот притисок на пациентот, следење значи на евентуално некој несакан ефект од типот на крвавење доколку се јавува, така да тоа секој дневно, односно секој час, секој момент се следи на монитор. Ние имаме вкупно 11 болнички легла значи во одделот за интензивна нега и плюс уште 15 на одделот кардиохирургија. Се надевам дека и во иднина и ќе се прошириме. Така да секој значи кај нас бокс во интензивна нега има мониторинг систем, а покрај тоа секој монитор од делот на боксот имаме се мониторира на центарален мониторинг. Така да цело време значи имаме ние комплетно контрола врз хемодинамиката на сите пациенти. Мислам дека се опфативме, успеавме да ја доловиме вашата професија. За самиот крај само куса да ве прашам дали за било што на светот би ја промениле вашава професија? Не. Мислам тоа е нешто што доколку се одлучите да бидете анестезиолог, го засакувате од прв момент и мислам тоа останува до крај на животот. Многу ви благодарам на вашето гостување.